Утро ќе зборуваме за алтернативниот театар, училиштето за глума од Пишани, кој што веќе втора година поред ги отвара портите за сите идни глумци. Задолжени за актерското училиште се добро познатите наши актери Благоја Чуревски и Ирина Илиевска, со која што ќе разговарам ова утро и ќе дознаеме повеќе за тоа што се учи во ова актерско училиште. Ќе посакам добро утро и на двајцата. Добро утро. Благоја, би започнала со вас. Како е да се биде дел од едно вакво актерско училиште, каде што го предавате, односно вашето знаење, се она што го имате стекнато низ годините, ги учите најмалите? Па видете, пред се мене ми е чест што сум дел од ова и условите во кои што работиме се перфектни, а децата се најголемото богатство кое што го имаме. Морам да кажам дека многу работи учам од нив. Тоа што го имам како искуство го пренесувам, тоа што не го знам, Ирена е тука, она да го каже. Не, навистина е прекрасно чувството. Децата се многу професионални, и за нивните години многу настојчиво доаѓаат секој час кога се тука сакаат да научат и другиот час кога ќе дојдат веќе се со спремни со тоа што сме им го кажали. Ми представува навистина задоволство да пренесам од тоа мое искуство од 52, 3, 4, 5 години кои што го имам на сцената. Така да, тоа е. Верувам дека многумина од децата ве познаваат, нели ви имаат гледано на многу места. Како реагираат еве кога учат од, да речеме, од најдобриот актер кој што го имаме во Македонија или еден од подобрите актери со кој што многу генерации имаат пораснат? Добро, има некои серии кои што се уште водат и негде ми викаат Бате Баже, негде ми викаат Дедо Чоре, така да. Да, знаат тоа што го знаат и многу ме радува што се навистина многу професионални и многу веруваат во тоа што го прават. А тоа е првото и основно за да можеш да станеш актер. Ако веруваш во тоа што го правиш и ако исправно го правиш, ќе бидеш добар актер, ако не. И многу работа. Без работа нема. Тука е Ирена ќе ви каже за тоа. Да, Ирина, колку е потребно децата да имаат некакви можеби предзнања, вештини пред да дојдат во актерското училиште? Никакви предзнања не треба да имаат, треба да имаат само желба. Воопшто, ако се занимавате со оваа професија, желбата е таа што ве води. Така да, овде играме, овде се забавуваме. Јас многу често и на родителите им кажувам, ние сепак не сме педагози, ние сме актери. Така да, една од најтешките работи е да треба да учиш дете на нешто. Ние овде играме и преку игра пробуваме да им го пренесеме тоа што го знаеме. Така да децата не се ни свесни, додека се играат и се забавуваат, дека всушност научиле да прават представа, научиле правилно да говорат, да стојат на сцена. Тоа е така еден убав, најубавиот фидбек што го добиваме од оваа работа. Се занимавам веќе 10 години со актерски школи. Така да целото тоа искуство некако, како да ви кажам, целиот фидбек што се добива од децата, на крај кога ќе направиме јавен час или некоја представа, е тоа што не тера да продолжиме понатаму. Не треба никакво предзнање, треба само да сакаат, да си играат и да се забавуваат. Така, верувам дека на многу креативен начин, затоа што станува збори за деца од најрана возраст, односно само што почнуваат во училиште, на 6 години се првите уписи, односно тогаш можат да почнат да посетуваат оваа актерска школа. Што се учи на почетокот? Какви знаења, вештини и техники им кажувате? Прилагодена е програмата според возраста. Со најмалите дечиња целата програма е, како што кажав веќе, врз база на игра.
Со поголемите, нели средно училиште или поголемите, оние што се имаме и на други факултети запишани, па доаѓаат чисто ради разоно на драмска секција. Со нив веќе се работи повеќе посериозно, оно што сме го студирале. Ние па гледаме да го пренесеме, зборуваме и за Станиславски, зборуваме нели за многу посериозни теми и пристапот е многу посериозен, а со децата е тоа врз база на игра. Значи се запознаваат со сцената, се запознаваат со општо, значи со културата пред се. Сакаме да им ја пренесеме таа театарска култура. Учат да читаат поезија, значи правилно да читаат поезија, што е многу поразлично од тоа како се говори поезијата во училиште. Не велам дека е погрешно, меѓутоа влегуваме по-темелно во целата таа работа. Од тоа како се стои на сцена, од тоа како се губи тремата, нели како се говори на сцена правилно, како се анализира текст, како се чита драмски текст, како да се пристапи кон улога, психолошкиот пристап кон улогата и така натаму. Мислам, обемен е, многу е голем материјалот и најважно од се што е прилагоден според возраст. Да, и како е да се задржи детската концентрација, нешто што е голем проблем, мислам дека особено во денешно време, во светот на технологијата и целото екранизирање на децата уште од најрана возраст, како е да се задржи детското внимание и да бидат присутни и концентрирани? Само со многу игра и со многу забава. Да, точно е тоа. Значи, децата се веќе научени поради таа екранизација, нели, кај нив е се брзо се менуваат, брзо доаѓаат до заклучоци, брзо доаѓаат до информации, се е тоа брзо. Така да и овде часовите ги прилагодуваме да бидат интензивни, меѓутоа да бидат игрите да бидат забавни. И тоа е тоа што ги тера да доаѓаат повторно. Нели, не е ова јазик, не е ова нешто што мора да одиш и да го научиш. Ова е или го сакаш или не го сакаш. Така да самите деца што доаѓаат тука се тие што на родителите им викаат сакам да одам затоа што ми е забавно. Не затоа што морам да го научам. Чудески, во текот на целата година ги учите децата на знаење, вештини, техники, на глума, на актерство. Што се случува кога ќе дојде моментот на играње на представата или на сцена, кога ќе има децата еден јавен настап? Токму овдека, пред 3-4 месеци имавме тој јавен настап и беше прекрасно исполнета салата. Децата беа возбудени, најмногу бевме јас и Ирена, затоа што под стрес, но децата си излегоа, си ги направија тоа што го знаеа, што го учевме цело време и беше прекрасно. И јас велам, оваа сала овозможува таков еден пристап на учење на децата, нешто кое што не е вообичаено. Затоа што од тоа да се префрлиш овдека да бидеш многу посериозен, зашто со ова имаш, кога сакаш ти можеш да го фрлиш да не го играш, а таму мораш да бидеш непрекинато во таа игра која што ја правиме. Оваа година ќе почнеме со представи, значи со текстови, чиста намена, поголемите ќе развиваат карактерни особини, односно карактери ќе играат, а помалите ќе бидат детски представи каде што ќе играат или животинки, или учители, или баби, или дедовци, она што ќе ни го напише писателот Маријан Ангеловски. Колку е различно од она кога вие почнавте да се занимавате со актерство и денеска кога ги гледате најмалите нели со нивните почетоци? Многу е различно. Јас, моите први почетоци прво беа во театар, заедно со татко ми, со мајка ми, тоа се беа актери. Но првите работи јас ги правев во дворот. И да не кажам, сум го изел ќотекот затоа што тогаш немавме теписони, имавме черги. И најновите черги кои што беа за слави и за ова, ги ставав како завеси. Сега се имате, гледате колку убава прекрасна сала има.
односот е поинаков на малите од колку што бил нашиот тогаш. Но желбата да научат и постојаното сакање да дојдат тука ме прави горд и мене и Ирена. Затоа што треба да дојдете еден ден на час да видите како е тоа. Кога ќе го објаснуваме ние нема да стигнеме баш до тие степени кои што децата ги има. Да. Вие не знаете како доаѓаат, со која жилба. Одма слегуваат, почнуваме со тие игри за концентрација, па имавме карактерни особини малку да видиме што можат. Имитирања, етиди, одделни сценки мали. Но сега ќе бидеме посериозни. Да, верувам дека жилбата љубовта е голема кога се учи од вака исто така големи актерски имиња во нашава земја. И ние учиме од нив. Немојте да мислите дека ние се знаеме. Ние многу повеќе учиме сега отколку тие. Да. Да, секојдневно сите учиме нели нешто ново. Јас ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и ви посакувам успешна нова сезона, па се гледаме на некој од часовите. Ти благодарам. Каниме да дојдете на час да видите како тоа е. Што се случува на час. Доаѓаме дефинитивно. Во Домот за култура Билјане Беличанец во општината Киселавода втора година поред функционира алтернативниот театар од Пишани, училиштето за глума. А главен виновник за постоењето на ова актерско училиште е Маријан Ангелковски, со кој што ќе разговарам ова утро. Маријан, ви посакам добро и убаво утро. Веќе се отворени нели уписите за новата актерска училишна година 2025-2026. Кој се може да се запише и да биде дел од актерското училиште? Уписите се веќе почнати од сега и ќе траат до 16 септември, кога веќе почнуваме со учебната година. Инаку може да се запишат сите деца кои што имаат љубов, кои што сакаат нешто да научат. И кај нас не учиме само глума, меѓу другото тука ќе научите и други вештини за подобар јавен настап, подобра социализација, дружење и така натаму, така да сите кои што имат љубов нешто да сменат, да подобрат кај нив може да се запишат. Имаме 3 групи, првата е од 6 до 9 години, таму повеќе преку игри и забава се работи. Втората е од 10 до 14 и последната ни е од 15 до 22 години. Значи веќе се почнати уписите, така да групите се формирани, има од лани веќе што функционираат групи, така да има уште места и оние кои што сакат да се запишат да побрзат, додека нели уште има место во групите. Во нашето училиште се учи театарска глума, театарска режија, исто има и филмска и телевизиска глума, исто така имаме за драмско пишување, јавен настап, ќе помогне на децата за да имат подобра социализација, дружење и така натаму, се учат доста и социјални вештини. Низ годината имате и неколку представи, уште од самиот почеток нели се подготвуваат, за што поточно станува збор? Да, ние имаме на крајот на секоја учебна година јавен час или работиме некои етиди што се работеле на часовите се прикажуваат или спремаме представа. Оваа година ќе имаме представи со сите групи. Тоа е еден проект кој што е финансиран од општината Киселавода, која ни искочи нели во пресрет и ни помогна многу и со самото нели отстапување на просторов тука да работиме, така да годинава ќе има една одлична програма и децата ќе имат можност некој од нив за прв пат да учествуваат во една одлична театарска представа. Јас ви посакувам многу успеси, верувам дека и од ово училиште ќе излезат многу таленти. Да, и јас верувам дека ќе искочат и не само тоа, верувам дека на многу луѓе од децата значи ќе им помогне и во други аспекти од животот самата глума.